Моментално живееме во 21. век, 2021 година, што значи пред 100 години сосема други струи, други размислувања имала кај луѓето. Сега 2021, 2022 оди имаме пак некои нови струи, овој тренд се среди веќе 30, можда 40 години. Кажете ми за неолиберализмот. Дали има штети, кои се штетите и се тоа? Значи, ова е едно социјално-политичко прашање. Јас сепак како теолог не сум толку воведен во оваа проблематика, сигурно има повикани од мене, но еве да направиме една ментална прошетка наназад во историјата. 21 век, 20 век имаше една друга идеологија. Значи, цело човештвото атеистичка идеологија, кај нас велам, зависи во кој дел на светот и така натаму. Да збориме за Македонија, да. Значи, човештвото се обидува да најде модел на поквалитетно живење. Најдревните мудреци, не можам да говориме за оваа проблематика, тука Платон да не се спомне или Лао Це, кои тежнееле кон тоа, значи, во своите визии за општеството и така натаму, да постават некакви темели за по-нормално, по-перспективно општество. Значи, човештвото е во потрага да се најде најадекватна идеологија или најадекватна идеја или најадекватен модел со кој ќе бидат задоволни најголем процент од луѓето. Сега, ние кога говориме, да, денеска еден дел од светот во кој сме ние како македонци, ние затоа што сакаме да влеземе во ние сме веќе во НАТО, значи сме влегле во една глобална структура, сакаме да влеземе во ЕУ. И сега целата приказка е што ние се отвараме за таа матрица на ова уредување на општеството, која има своји добри страни, но и своји негативни, односно лоши, па дури мора да признам и зли страни во една етичка смисла на зборот. Значи, прагматично е човештвото да соработува, да има размени, значи, да се тргува, економија и така натаму. Човекот сака да живее во слободно општество, демократско општество. Сега тука би спомнаме еден руски филозоф, човек кој исто така сонувал за едно здраво општество, кој себе си се доживал како демократ и бил изгонет од болшевистичка Русија, Иван Александрович Илин, кој заговара просветен демократски систем. Он вели вака: овој демократски систем кој денеска е актуелен не е фер, затоа што сечи глас тежи исто во кутијата за избор. И многу често демократијата, особено овој тип на демократија, либерално глобалистичката, се користи од некои моќни центри за наметнување на својата волја, своите интереси преку непросветеното општество или лесно купливите политичари и народот кој е под влијание на некои медиумски центри и така натаму. И сега он вели дека вистинската демократија треба да го подготви гласачот, односно избирачот да избере на правилен начин. Значи целото општество да го има тој процес на подигнување на свесноста, сознанието, културолошкото ниво, образовното ниво, за да луѓето не бидат манипулирани од политичарите или од некаква идеологија. Или купени, да, како денеска, да. Денеска луѓето се купуваат или со многу пари, или со ветување на функција, вработување, или со, што викаш ти, да, наједноставно и тоа. Сега, убаво е да се живее во слободно општество, но многу е сериозно да се отвори прашањето што е навистина слободно општество. Дали сме ние слободно општество? Дали Македонија е слободно општество и дали навистина тука можеш слободно да ја негуваш својата мисла? Може би само во некои тесни затворени групи или на интернет, ние гледаме
дека онака меинстрим контекстот е запоседнат. Да, со еден тип на размислување, дури во тие дебатни емисии плюс минус една иста приказка се врти така натаму од една или од друга страна, но целта е иста. Значи, јас лично од тој принцип на западната демократија, единствено што мене ми е прифатлив е таа сериозна борба против ова корупција. Значи, тоа има зашто тоа си го прават, значи, но мене ми се допаѓа тоа. И исто така ми се допаѓа таа посветеност добро да се организира општеството и државната администрација да биде добар сервис на граѓаните. Сето тоа е убаво. Тоа мене ми се допаѓа од западната демократија и јас во секое време и се борам за тоа да се имплементира и на вистински начин треба да се имплементира во нашето општество. Се колку се имплементира, тоа е друго. Но целата приказка е што тука сега во позадината на сите овие дури и прифатливи нешта иде една идеологија. Тоа е идеологијата на релативизмот. Значи, што значи тоа? Тоа е во суштина неолиберализмот, денеска е во суштина идеологија на релативизам. Значи, кога ние говориме дека си слободен, тоа не значи дека може да правиш што сакаш. Тоа е анархија. Значи, кога си слободен, значи ти не притиснат од било кого, значи немаш тоталитарен систем и така натаму, ти самиот имаш слобода да избереш начин на свое живење, на општествено живење, кое е најградивно за твоето општество, кое го подига нивото на твоето општество. И затоа, например, исто така Илин говори за тој момент за градивниот конзервативизам. Значи например, една генерација, например, генерацијата на нашите предци од 19 век или од 20 век и така натаму, дошле до сознание дека кај нас го нема тоа, за жал, за нас ние немаме таква развиена филозофска, социјална мисла да ги компарираме тие нешта, за жал. Има зачетоци, но и сега, значи ти треба да видиш, ние во 19 век сме живееле така, нашето семејство, тоа било добро, тоа не било добро, сега да го усавршиме и така натаму и така натаму. И конзервативизмот не го разбираме во една ситуација да петрифицираме нешто, да го камениме, туку како критериум. Значи, ова е добро и сега ова што е добро, ќе го негуваме за да правиме уште подобро. Ние сега гледаме дека многу вредности од нашите претходници и така натаму, кои нив ги одржале во живот, ги одржале во постоење, во смисла, во енергија, во визија и така натаму, ние денеска не ги поседуваме. Ние гледаме дека денеска нашите личности, нашите луѓе стануваат се послаби. Од биолошки план, од ментален, интелектуален, да не говора морален и духовен план. Ние сме скоро морално исцицено општество. Духовно опустошено општество. Пустина сме, духовна пустина сме. Многу, можеби, болно звучат овие зборови, но за жал реалноста е таква како што е. Сега, кога ги немаш тие квалитети, тогаш и како народ попушташ, и како нација попушташ, и немаш визија за својата нација, и така натаму, и така натаму. И тогаш ние разбираме дека на еден индивидуалистички план, себичен, тоа е сега повторно последица на оваа идеологија, на еден себичен план, некои луѓе профитираат. Профитираат и со тоа стануваат уште помоќни. Ама не моќни на морален, на духовен план, него на план на моќ со пари и со политичка моќ. Денеска, особено помладава генерација, кого да следат, кој им е пример, кој е успешен човек? Ајде да видиме кој е успешен човек. Порано, знаеш, стававме постери од пејачи, читаме книги, не знам тамо. Денеска, кој ти е образец? Кој од нашите политичари, например, може да биде мотивирачка личност за помладата генерација? Кој од нашите бизнисмени? Сега, може би има некој, јас познавам, не се сите, особено од бизнис контекстот на постоењето.
има И спортисти имат. Спортисти, да. Спортисти се уште тука се држат они. Да, може да ти бидат мотивирачка личност, но многу се битни луѓето што мотивираат. Многу се битни. Но ние немаме мислители. Македонија нема мислители. Немаме сериозно, остана од постарата генерација и така натаму. Но може би е проблемот во мене, што јас не гледам на јавниот простор луѓе кои се локомотиви, кои нудат идеја, кои нудат некако се, може би во овој контекст така притиснато, потиснато со сите тие наши национални катастрофи, предавства. И тоа исто така, тоа треба да се признае, во името на што ние се предаваме од тоа што сме. Во името на релативистичка идеологија која во моментот вика, сега вака стојат работите, а после години дена ги менуваат и така натаму. И сето тоа е во името, порано комунистите велеа во името на прогресот и совршеното општество што ќе дојде некогаш, а овие велат во името на комфорот на живење. И се многу од нашите луѓе се засјаени, како да кажам, од комфорот на живење што постои во Западна Европа, и затоа и одат таму и така натаму. А овие наши политичари уште повеќе со својата неумесност, глупост, коруптивност и го потикнуваат тој процес, но исто така мора да бидеме свесни дека сето тоа што се случува, например во ваква држава како Македонија или Бугарија, Србија, Романија, сето тоа повторно, или не знам, Африка, или сето тоа во очите на глобалистите и тој тип на капитализам што денеска постои не е наивен. Нив им треба ресурс, човек им треба. А најлесно тука од Македонија имаш образовани луѓе, подготвени луѓе, формирани луѓе, му поставуваш политичари кои се такви какви што се, формираш едно општество кое е непродуктивно, кое е без идеал, без визија, без иднина, плюс му ставаш и пропаганда ваква онаква и си добиваш формирани луѓе во своето општество. И тие формирани луѓе, да, ќе ги платиш ти, но сето тоа што таа некоја друга држава го вложила во тој човек, наместо тој да го пренесе во својата држава, тој го инвестира во друга држава, тој ти плаќа за твојата работа, но тој станува уште помоќен, уште побогат. Значи, тие нешта ние не ги размислувам. Ние сме како, јас баш во разговор со еден наш политичар, он баш тоа ми го кажа, вика, од Цивица ние сме буквално тука како расадник. Кога расадник садиш дрвци и после тоа го извезуваш. Односно, ние не ги извезуваме, ние ги тераме нашите млади, да не кажам и полошен збор, со однесувањето во оваа држава, со не безидејноста, особено па сега со предавството и така натаму, со кршењето на најсуштинското нешто, тоа е идентитетот на еден народ, пази. Тоа е суштината, оригиналната, ти му взимаш оригиналноста на еден народ. И сега, повторно ќе го поставам прашањето во името на што? Луѓето го кажат во името на покомфорниот живот, во името на сигурноста. Значи, да, јас ќе видам во овој свет, го разбирам тој момент кај луѓето, сите ние живееме во состојба на неизвестност. И сите ние сакаме сигурност. Значи, суштински сигурноста доаѓа од нашата доверба кон самите себе си, од нашата доверба со луѓето со кои живееме и од нашата доверба кон Бог и од неговото водство, затоа што во овој свет овој ден може да ти биде сигурен, а едниот ден да не се разбудиш. Кој ти гарантира тебе ништо? Никој ништо не ти гарантира. Тоа е се сон и фантазија. И сега целата работа е што ние за жал треба да работиме и јас можеби сум досаден околу тоа, но треба да се работи овој македонски народ да изнедрува локомотиви, значи луѓе што ќе влечат. Во исто време треба да се потикнуваат, говоревме на почетокот на овој интервју, говоревме за тој деструктивен македонски ментален склоп кога не му се радуваш на твојот ближен, не му се радуваш на твојот собрат македонец. Му завидуваш. Гледаш дека е добар лекар, гледаш дека е способен, наместо тоа да те радува, да му кажеш убав збор, да го наградиш тоа, ти почнуваш да го озборуваш и гледаш да го струшиш.
И ние не размислуваме дека со тоа што кога ги рушиме најдобрите помеѓу нас, ние се рушиме самите себе си. Значи, ние не можеме само да бидеме вагони. Во еден народ е битно да имаш и локомотиви, затоа што воз подразбира локомотиви и вагони. Ние сакаме сите да бидеме вагони, и тоа вагони оделни, на оделни пруги, така, секој за себе. Такво општество е обречено на неуспех. Себичноста, егоизмот, завидливоста се демонски состојби. Значи, човек кој е егоиста, кој е себичен, кој е завидлив, тој е болен човек. Значи, ние имаме во еден добар процент многу проблематично општество на ментално-морален план. За жал.